А температурата Савајлево кога тргнав беше 6 степени. Ова е правата шума што ја гледам. Thank you very much for everything once again. Thank you very much, brother. Call me when you come. I will definitely. Thank you for everything. Bye bye. Добро утро на сите и добре дојдовте во уште едно видео во кое што патуваме со ташето. Јас пред малце ја го напуштив својот смештај, буквално најубавото искуство кое што го имав до сега во Турција, гостопримливост десетка, значи Савајлево и чај ми направи бавата да речам, и торта ми даде, и вчера исто чај ме почастија. Се сликавме денес, сакаја да се сликавме. Се сликавме со мојот телефон. Навистина едно предобро искуство, мајка и син го водат местото. Значи предобри, прегостопримливи, насмеани, да ви е мерак муаве да направите. Значи со жената јазик не знаевме заеднички, ама се разбиравме како да речем. Со мимики со едно друго, значи да ви е мерак да збораат. Потери шоп, потери хотел, нешто се вика и местото, ако идите да престојувате, нема да зашалите, верувајте. Човекот изработуваше и од керамика, филџани, такви работи, пајнчиња, ми даде и мене како сувенирче од Кападокија да имам еден магнет за на фрижидер. Значи буквално да ви е жал да си одите. А сега време е јас да одам, одлучив кон потоплите краишта на југ. Денес одиме по градот Мерсин, крајбрежен град на Средоземното море. Ќе одам од тука кон Невшехир и надолу се движам кон Мерсин, точно местата попад вака не се сеќавам кој беа. Ако беа, меѓутоа мапата ја гледате. Сега излегувам јас од Аванос. Иначе за денес имам 290 км негде за возење, меѓутоа планирам пред Мерсин низ еден национален парк да извозам, така да може ќе дојат 330-340 км. Сега е локалното време 10:25 часот. И можам да кажам веќе тука збогум Кападокија, балони не видов, иначе и денес не ви кажав, заради ветриштата и денес продолжија. Тоа е баксус малце. Значи имаше балони секој ден до денот, јас кога дојдов и тогаш се расипа времето следниот ден. И тоа е тоа, може би во наредна прилика ќе дојдам повторно. Човекот пред мене со мотор од Германија е прв што го гледам со мотор последниве неколку дена. Нема многу мотори во време низ Турција, веројатно сезоната е веќе готова. Октомври денес сме 18-19 октомври, не се сеќавам точно. И може би заради тоа и нема сега толку луѓе со мотори.
Време е да турам гориво. А шо не работи демек? Benzin aşağıda. Како? Araba çıksın da şuraya varım. Yok Türkçe. Benzin. Benzin. Baba Gülüksel'de benzin var. Orada mı benzin? Ne kadar hocam? 600. Full. Second. Hadi baba. 500 lirası var şimdi. Sabahtan benzin veriyor. Orta kaç lira çektin? Ya bilemedim. Ya ağzına da dolduracak. Teşekkür ederim. Тринайсет литри je ovdje za 600 liri. Od levата страна има планина со карпи на врвоите и е многу буквално пријатно за гледање. Сето е голо, сето е карпи, а горе во врвоите малце се облаци. Сега се расчистија, до пред пола сат беше сето во облаци врвоите. Овде е наистина малце да е порано септември месец, дури августот. Овде сигурно е свежо времето и е премногу убаво за возење. Садот е 12:30 локално време. А температурата са Вајлево кога тргнав беше 6 степени, сега се нахрена, ама не е сепак многу топло, може би 10 степени, сега може би 8 степени. А долу кај Мерсин, покрај морето, би околу 22-23 степени ќе биде. Меѓутоа исто така ќе биде и сончево. А овде имат среши, гледам. Есента веќе доаѓа тука, поточно веќе дојде на ожолтени се веќе лисјата, има дрвја со висока нијанса на жолта боја.
Конечно низ шума возам малку низ Турција. Ова е правата шума што ја гледам во Турција, а веќе ми е 7-ми ден, мислам дека. Најдов едно ресторанче, интересно најдов тука, не знам само дали работи. Немаше никој, не седеше. Останува да видам дали работи. Меѓутоа има салфетки, такви работи на масите, така да би требало да работи. За жал ресторанот не работи. Или уште не е отворен, ама не знам, има салфетки, има на масите. Прашав еден човек, има тука во комбе, тоа е тоа. Ке јадам, ке поручам некаде потаму. Има едно село на 30 на минути са низ кое што ќе врвам. Може би таму ќе можам да јадам нешто. Поминувам низ ова селцето, одма 5 минути после тоа ресторанчето. И многу има тука за јадење такви работи. Меѓутоа сакам јас на сонце да јадам. А и да не е јас сонце сега, тоа е. Тераста, мангал, кефи, суџук. Чекајте, ќе се вратам, а наму ќе јадам. Ми делува примамливо. Завршив јас со појадокот. Јадев нешто како јајца со домати и кромит малце низнатри имаше. И настрана имав помфрит и исто така имав домат. И нешто, не знам, тој зеленчикот што беше зелениот лево како краставица, некоја посебна врста. 300 лири ме фати се насе, 450 денари. Не е баш малце, но се прејадов да ви кажам. И лепчињата беа многу добри. А келнерот иначе што ме служеше, ми кажа дека бил од Авганистан тука. А и зад мене луѓе имаше кои што седеа и тие некако чудно зборуваа, можно е и тие да не беа турци. А јас продолжувам до Мерсин, имам 90 км, локалното време е 2:40 часот. Се наоѓам на 30 км од хотелот во Мерсин. Почнува веќе да зажежува како што идев поблиску до морето. Се потопло стануваше и сега веќе ми жежи на вистина. Мислам дека кај ќе почнам да се потам, бидејќи бев облечен за доста пониски температури. Зимски нараквици носам, под нараквици под нив, термали штатол и станува многу тешко. Веќе имаме палми тука низ ова градчето, што ни укажува дека сме близко до море и близко до плажесто место, така да речам. Туристичко залетен туризам. Ова градот кај што сум сега нема толку семафори на кружните, а има исто така гужви и е малце по неорганизирано. Гужви и жештини во овој градот.
А и некако овај дел од Турција ми изгледа помалце развиен наспрема другиот. А има сепак многу камиони, врват, шлепери. Јас се наоѓам на само 250 метри од хотелот, тука сега лево вртам и од десната страна требало би хотелот да види. Жешко е веќе многу. Утре да се облечам полесно од Сабајлето, ама Сабајлево стварно многу студе, ќе морам да се наоблечам. Сега хотелот треба да е тука некаде десно. Дослар хотел, ова е. Ова е хотелот. Има и место за паркирање. И ова ми е собата за денес. За четворица, ако што гледате, со 3 кревети. Меѓутоа делува доста добро. Имам фрижидерче, имам вода, имам влечки. Влечки сегде душа дават, вода не сегде. Имам гардеробче. Шо имам друго? WC имам. Клима имам, топлење, ладење. WC-то е убаво, солидно, све е средено. 30 евра тука плаќам. И сега се пресобречам, си ги довистам работите и да одам да прошетам малце. Интересното мене ми е тоа што водата е буквално многу мека. И ево не знам ко конзервички мали, дури смешно е. Тука јас би сакал да го одјавам ова видео. Прошетав јас низ Мерсин, 2 сати негде пешачев, многу убаво покрај морето, седнав и во еден кафич покрај море, мирно е, тивко, нема нешто туристи, меѓутоа има луѓе доста низ главните улици настрана од морето, да речем. А тука негде можем и да го одјавам ова видео, доколку ви се допадна притиснете лайк и доколку веќе немате притиснете subscribe со цел да бидете известени за моето следно видео. А до тогаш останете поздравени и чувајте се.